Кога луѓето ќе помислат на Колумбија, им паѓаат на ум две работи – кокаинот и криминалот. Со глобалната популарност на Наркос на Netflix, не е ни чудно што многумина се уште ја замислуваат Колумбија како латиноамериканска верзија на Дивиот Запад, каде што картелите имаат неоспорлива моќ и каде што и обичните луѓе и наркобосовите се убиваат секој ден. Секако, Колумбија денес воопшто не е како Колумбија од времето на картелите. Предрасудите и генерализациите за едно општество обстојуваат долго време, најмалку влијајќи на оние што се одговорни за нив и оставајќи неизмерно голем белег врз генерации невини луѓе. Ако ова може да се примени на речиси секоја земја на светот, она што е толкова обичаено за трансформацијата што е очигледна во Колумбија, желбата да се остави минатото таму каде што му е местото и да се изгради на вистина подобра, поправедна иднина. Во овој прилог ќе ви покажеме што остава најголем впечаток во Колумбија кај туристите и што треба да знаете доколку се одлучите да ја дадете шанса на оваа јужноамериканска земја и да ја видите со своји очи. Колумбија е една од етнички и јазично најразновидните земји во светот. Незиното културно наследство е обликувано од сите народи што ја населувале низ вековите, од домородните племиња и шпанците од 16 век, па се до африканските робови кои служеле како работници за колонизаторите, а подоцна и за имигрантите од другите делови на Европа и Блискиот Исток. Не се знае многу за историјата на Колумбија пред колонизацијата, која започнала со основањето на Санта Марта во 1525 година и Картахена во 1533 година. Шпанците владееле со Колумбија до 19 век, кога Симон Боливар го победил во битката кај Бојака и основал нова држава, Република Колумбија, во која биле вклучени Колумбија, Панама, Еквадор и Венецуела. Во текот на 19 век историјата на земјата била обележана со диктатурата на Боливар, независноста на Еквадор и Венецуела и неколку граѓански војни. Во 20 век Панама се отцепила од Колумбија. Во земјата избувнала уште една граѓанска војна. На сцената се појавила уште еден диктатор. Се формирале герилски движења и се појавиле картели, носејќи со себе застрашувачки бран на насилство. Приказната за Колумбија сигурно не е комплетна без да се спомене Пабло Ескобар, најбогатиот криминалец во светот, најпознатиот и најозогласениот колумбиски наркобос и крал на кокаинот. Последиците од неговите криминални активности се чувствуваат и денес, можеби не толку во самата земја, колку во тоа како другите ја перцепираат. Но она што можеби е помалку познато е дека земјата била зафатена од граѓанска војна која траела ништо повеќе од 50 години во 20-тиот и почетокот на 21 век. Борбите меѓу колумбиската влада, паравоените групи, криминалните здруженија и комунистички герилци одзеле 220.000 животи помеѓу 1958 и 2013 година, претежно цивили. И токму кога помисливте дека нема надеж за Колумбија, земјата почна да се опоравува. Иако закрепнувањето веројатно ќе трае долго, Колумбија е на добар пат да стане најуредената земја на континентот. А што велите за безбедноста во Колумбија? Со оглед на се што се случува во Колумбија во минатото, не изненадување што едно од првите прашања што луѓето ги имаат за оваа јужноамериканска земја е дали е безбедна за туристите. Ако го оставиме настрана фактот дека нешто лошо може да ви се случи насекаде во светот, можеме да кажеме дека Колумбија е безбедна земја за странци, се додека одите во големите градови и познатите туристички места и користите здрав разум. Не се препорачува патување во пограничните области со Еквадор, Венецуела и Панама, како и во руралните области кои не се често посетувани од туристи. Исто така постојат области во градовите каде што е подобро да не се оди, барем не сами. Најреална опасност за туристите во Колумбија, како и во повеќето други земји во светот, е ситниот криминал, џебни кражби и кражби на торби. Треба да бидете особено внимателни во популарните туристички места, особено позајди сонце. Иако најлошото нешто што генерално им се случува на туристите во Колумбија е тоа што уличните продавачи го расипуваат впечатокот за овој инаку прекрасен колонијален град на Карипскиот брег. Вистина е и дека повеќето туристи во Меделин, например, не се чувствуваат многу безбедно и дури не се ни обидуваат да се шетаат низ градот ноќе.
За да се избегнат непријатни, па дури и опасни ситуации во Колумбија, не носете вреден накид и многу пари со вас. Не одете на места познати по висока стапка на криминал и бидете особено внимателни ноќе. Друга работа што вреди да се напомене е дека во градовите, особено во Богота, има многу полиција и војска на улиците. Не затоа што нешто се случува, туку за да се спречи нешто да се случи. Сепак и покрај фактот дека треба да се преземат некои мерки на предпазливост, треба да се има предвид дека Колумбија сега е една од најбезбедните земји во Јужна Америка. Според некоја логика, Колумбија е сепак модерна земја и по се што видовме и слушнавме за неа, сме убедени дека барем младите знаат малку англиски. Ако одите во Колумбија, нема да можете да се потпрете на англискиот јазик, па затоа препорачуваме да научите барем основни фрази на шпански и да купите џебен речник, тоест да превземете апликација. Колумбиците се навистина топли и љубезни луѓе, подготвени да ви помогнат и да работат на тоа да ве запознаат и да откријат што ве довело во Колумбија, но само ако знаете шпански. Во секој случај, вашиот впечаток за Колумбија ќе биде уште подобар ако имате можност повеќе да разговарате со локалното население. Цените во Колумбија варираат од место до место. Додека цените во Богота и Меделин се доста пристојни, дури и пониски од кај нас, во Картахена е сосема поинаква приказна поради бројот на странските туристи кои го посетуваат градот. Првото нешто што треба да го знаете е дека официјалната валута во земјата е колумбиското песо. Што се однесува до дневниот буџет за Колумбија, околу 50 до 70 евра дневно за двајца е сосема доволно за храна, атракции, па дури и такси во Богота или Меделин. Можете да се снајдете и уште поевтино ако јадете само улична храна и користите јавен превоз. За Картахена ви требаат повеќе пари, идеално околу 100 до 150 евра дневно. Сместувањето исто така е најевтино во Меделин, малку поскапо во Богота и доста скапо во Картахена. Друга работа што вреди да се спомене се цените на авионските билети во земјата. Ако планирате да посетите неколку градови, поради нивната оддалеченост и квалитетот на патиштата, најдобриот и најисплатлив начин е со авион. За илустрација, од Богота до Меделин, цената на авионските карти е околу 45 евра за 2 авионски билета. Од Меделин до Картахена 88 евра и од Картахена до Богота 60 евра. Колумбија е многу повеќе од Пабло Ескобар, добро кафе и фудбал. Та е земја на топли луѓе, неверојатно природна убавина, богато културно наследство, етничка разновидност, одлично чоколадо, шарени градови, талентирани улични уметници. Габриел Гарсија Маркес и Ботеро. Таа е земја која минува низ извонредна трансформација и чие време сигурни сме ке дојде. И ако и дадете шанса сега, нема шанси да ве разочара.